Благодарам, почитувам председателе, почитувам генерален секретар, почитувани пратеници, почитувани медиуми, дами и господа. Ми представува чест и задоволство што еве во овој момент ја испишуваме историјата на Државниот завод за ревизија и историјата на собранието на нашата држава, бидејќи за прв пат во 25 години од постојањето на Државниот завод за ревизија и неговото активно работење се разгледува конечен ревизорски извештај во рамките на собранието на нашата држава и верувам дека ова ќе биде пракса која што ќе допринесе Државниот завод за ревизија во понатамошниот период при оценувањето од надлежните меѓународни институции, а пред се од Сигма, да добие соодветна оценка како што тоа го доби во останатите делови каде што од вкупно 100 поени освои 81 и верувам дека тоа во понатамошниот период ќе биде подобрено, бидејќи во делот на соработката со собранието добивме за жал од 10 0 поени. Но како и да е, секоја историја започнува со одредени личности, со одредени институции и со одредени настани. Би сакал да изгледам благодарност до преходниот председател на собранието кој што имаше визија да подпишеме меморандум за соработка помеѓу Државниот завод за ревизија и собранието, но и благодарност до председателот на Комисијата за финансирање и буџет во преходниот период, а сега председател на Комисијата за економски прашања, труд и енергетика, кој што имаше визија дека овој извештај треба да се најде предмет на разгледување на самата комисија, а во исто време да го предложи и на пленарна седница. Самите резултати и темата која што беше предмет на анализа во ревизорскиот извештај зборува за улогата и значењето на областа која што беше предмет на ревизија, за утврдените состојби, но и за дадените препораки. Секако дека секоја држава, па и нашата, треба да се грижи за својот високообразован кадар, да генерира политики и мерки кои што ќе во суштина ќе намалат емиграцијата. Не треба да гајаме илузија дека сите ние може да ја спречиме емиграцијата, бидејќи емиграцијата е процес не само за нашата држава, него за сите држави, вклучувајќи и државите од Европската унија. Но за жал, нашите состојби во делот на емиграцијата се толку лоши, што во суштина согласно податоците на Меѓународната организација за миграција, нашата држава е во топ 20 земји во светот по однос на емиграцијата. Според извештајот на Светска банка од 2020 година, скоро 40% од високообразовниот кадар имаат напуштање од нашата држава. А според индексот на одлив на мозоци, нашата држава од 41 земја во Европската унија го зазема 5-то место. Таквите податоци говорат дека во суштина сите мерки и активности кои што требало да бидат преземени во периодот предмет на ревизија не ги даваат очекуваните резултати во делот на спречување на одливот на високообразованите и стручни кадри, односно одливот на човечките ресурси кои што во суштина представува вистинскиот капитал на нашата држава. Ако ги погледнеме податоците од надлежните државни институции кои што во суштина ги обработуваат, ќе констатираме дека имаме податоци според она што значи бројка кои што се пријавени на надлежните институции, односно Министерството за внатрешни работи, а следејќи ја нашиот пристап на однесување, а пред се пристапот на однесување на нашите граѓани кои се оцелуваат од нашата држава, за нечесто почитување на законските одредби во делот она што значи пријавување на својот престој или заменување на живеештето, ќе констатираме дека за 8 години скоро 90 лица годишно заменуваат, односно високообразовани кадри заменуваат од нашата држава. Но, имајќи визијата на Државниот завод за ревизија дека во суштина, споредено на овие податоци со податоците на Обединетите нации и податоците на ОЕЦД, постојат фрапантни разлики во она што значи податоци од надлежните државни институции во нашата држава и она што значи податоци од меѓународните институции. За таа цел
Благодарение на меѓународните организации кои што го поддржуваат работењето на Државниот завод за ревизија, ангажиравме академски граѓани експерт кој што во суштина направи соодветна анализа и констатира дека овие 90 лица на годишно ниво во суштина не се само 90 лица, него е 2500. Ако тоа го помножиме со бројот на годините предмет анализа, ќе видиме колкав е бројот на лица кои заминале од нашата држава. Но, дали е сето ова доволно што го зборуваме? Дали сето е преземено она што требало да биде преземено или во суштина сме донели одредена национална стратегија за вмрежување со работка со високообразовани и стручни кадри од 2013 до 2020 година, без притоа да биде формирано соодветно работно стручно тело, без притоа да имаме соодветен мониторинг, без притоа да имаме соодветни извештаи, а од 2020 година да немаме ниту еден стратешки документ кој што ќе се занимава со одвојот на високообразованите стручни кадри. Но ние и ова не е само, не застануваме тука. Недоволната координација помеѓу институциите, носителите на мерките, недоволната координација помеѓу надлежните институции и така натаму, и ако ги погледнете податоците презентирани во самиот ревизорски извештај, ќе видите фрапантни разлики во однос на она што тоа дозволува државата за запишување на високообразованите институции во нашата држава и она што реално се врши запишување. Да не зборуваме за тоа колку нашите високообразовани институции имаат направено истражување за реалните потреби на нашиот реалниот сектор и потребата на соодветен вид на високообразовани стручни кадри. Државата континуирано има вложувано за набавка на одредена опрема, за создавање на услови во одредени лаборатории и така натаму, за генерирање на одредени веб портали како што е наука, МК и патенти и така натаму. Меѓутоа, за жал, од 2017 година тие повеќе не функционираат. Во отсуство на такви елементарни електронски портали, каде што би можеле да се евидентираат лицата кои што се занимаваат со научно-истражувачка работа, каде што би можеле да се регистрираат патенти и така натаму, нашата држава во суштина нема податоци ни за бројот на научно-истражувачките лица, ниту за патентите кои што ги создава оваа држава. Ако ги земеме податоците кои што се дојдени согласно истражувањето, ќе констатираме дека за 9 години вкупниот трошок кој што е вложен во одливот на овие високообразовани кадри изнесува 725 милиони евра. Или, ако тоа го кажеме во негативниот ефект на бруто домашниот производ, ќе констатираме дека ова е негативен ефект во износ од 8,34% од бруто домашниот производ. Дали тоа сме толку ние богати за да си дозволиме таква математика, останува сите граѓани пред се вие како представници на граѓаните да констатират. Овој извештај укажува на слабостите, укажува на причините кои што довеле до ваквата состојба, но во исто време дава и препораки за начинот на постапување на надлежните органи. Сето ова зависи од нас, од вас, од надлежните органи, колку ние во суштина ќе се заложиме да го намалиме или да го сведеме на едно прифатливо овој процес на одлив на нашите високообразовани кадри, кои што во суштина представува непроценливо богатство. За жал, доколку го преземеме мерки да го спречиме, да го сведеме на прифатливо ниво, ќе обезбедиме нашето богатство да остане на нашите граѓани, во спротивно ќе бидеме сведоци на постојано одливање на нашиот високообразован кадар во другите држави. Ние и понатаму ќе извојуваме средства за нивно финансирање, а плодовите ќе ги учествуваат некои други држави. Верувам дека ќе имаме можност и храброст и сила да покажеме, да докажеме на идните генерации дека оваа држава ќе конструира политики кои што ќе бидат насочени кон задржување на младите, насочени кон задржување на своите граѓани и нема да имаме тенденција или состојба која што досега имаме за одлевање на високообразованите стручни кадри. Во исто време ја користам приликата да укажам на потребата во наредниот период
одвредување на Државниот завод за ревизија како врховна ревизорска институција во уставот на нашата држава и донесување на Законот за државна ревизија, бидејќи представуваат основни алатки за вреднување и за работење на Државниот завод за ревизија. И на крај, повторно, да изразам благодарност на ревизорскиот тим, на вработените во Државниот завод за ревизија, за се она што го направи и го прават, бидејќи еве сведоци сте денес, е објавен еден ревизорски извештај кој што повторно кажува на несоодветно користење на средствата на данъчните врзници, а тоа значи неквалитетна услуга на нашите граѓани. Ви благодарам на вниманието. За